Со тестирањата на ауто без финалистите од Истанбул парк ќе продолжиме нешто подоцна. Но даваме приоритет на една тема која ги засега многу граѓаните, а тоа е новиот закон за даночење на моторните возила. Па затоа го поканивме директорот на Царинската управа на Република Северна Македонија, господинот Ѓоко Танасовски, да ни одговори на некои прашања кои се од не витално, туку од голем интерес за граѓаните. Срдечно добре дојде во Автомагазин и првото прашање се наметнува само на себе. Зошто се смени законот за даночење на моторни возила? Зашто ја тргнавте акцизата, а повторно имаме некој екстра данок? Благодарам на поканата, Мишко. Она што е клучно и како произлезе овој закон е поради усогласувањето на акцизното законодавство на Република Северна Македонија со акцизното законодавство на Европска Унија. Автомобилите не се вклучени во тоа акцизно законодавство и секаде во земјите на Европската Унија постои посебен данок кој излече надвор од тоа акцизно законодавство со кој се регулираат давачките во однос на половни и нови возила. Следејќи го тој пример, Царинската управа имаше работна група која првично го спреми законот за акцизи кој беше усвоен ова лето и пристапи кон изработување на законот за посебен данок на моторни возила, што постаро се нарекува акциза, а сега ќе биде посебен данок за моторни возила. Законот се заврши и сега е во парламент, каде што очекуваме по последните информации кои ги имам од утринава, дека ова после пладне ќе биде усвоен, ќе помине во собрание, пошто следува изработка на правилник и на уредба од страна на владата со која ќе бидат дефинирани сите оние работи кои треба да бидат опфатени со подзаконските акти. А правилникот и уредбата за екстра даночење на возилата ќе се однесува само на половните, односно употребуваните возила кои ги имаме преку мерка. Околу 300.000 половни возила се внесени во последниве години во Македонија и што ќе се случи со новите возила? Дали оваа мерка, овој закон ќе помогне да се зголеми бројот на новите патнички моторни возила, бидејќи бројките на старост на возниот парк во Македонија се поразителни. Некаде околу 18 години ни е просечната старост на возниот парк. Она што е целта на овој закон и она што е доброто во сето ова е дека прв пат се вметнува во пресметката на посебниот данок за моторни возила еколошката компонента, која како што гледаме, имајќи во предвид актуелноста во овој момент на загадувањето кое е во нашата држава, се надеваме дека во наредните години ќе даде баш резултат во тој контекст да едноставно се мотивира увоз на моторни возила кои се поеколошки, отколку на моторни возила кои се помалку еколошки. Со што веруваме дека ќе имаме доста влијание во однос на намалувањето на загадувањето и со таа, како што самите рековте, промената на самата структура во возниот парк. Бидејќи сега, да бидеме искрени, од она што го имаме, например, стари податоци како 2015 година, 70% се под Евро 4 стандард. Што значи ние проблемот го имаме од претходните години, веќе ние во државата. Со новиот закон ние сега се обидуваме да ги регулираме за воидни на возилата кои ќе доаѓаат, да ги едноставно мотивираме по еколошките возила, а да вршиме демотивација на увоз на нееколошки возила. Тоа е за поздравување, но секоја влада од осамостојувањето на Македонија па до денеска зборува за екологијата. Едни од еколошките возила се и хибридите, не само електричните или плагин хибридите, кои се сега присутни на нашиот пазар. Но со новиот закон се дефинира дека хибридните возила нема да бидат ослободени од екстра даночење, додека плагин хибридите ќе се оданочуваат со екстра данок од околу 50% во износот на екстра данокот. Зошто е тоа така? Бидејќи и тие хибриди кои користат мотори на внатрешно согорување се хибридни возила и можат да бидат погонувани само на електропогон одредена километража.
Поентата на и она што проблематика ние разгледувавме при изработката на овој закон, секако тука сакам да напоменам дека во припремите за изработка на методологијата за пресметка на посебниот закон за моторни возила беше вклучена и регионалниот еколошки центар со канцеларијата во Македонија и преку тоа беа опфатени и низа други еколошки организации, импортери и сето тоа и гледавме да најдеме најдобар начин со кој вистина ќе истакнеме таа еколошка компонента, а од друга страна нема да направиме неудар на пазарот, а ќе ја земеме во предвид и социјалната и економската состојба во нашата држава. И тука би напоменал дека во тој контекст ние извршивме комплетно ослободување на сите возила кои што се на електричен погон. Во однос на плагинни хибридите, како што спомнавме, имаме 50% намалување на посебниот данок, додека така наречените хибриди, односно милд хибриди, како се среќаваат најчесто или зависи сега, имат различни имиња, зависно од производителот и зависно од тие маркетиншки имиња кои ги даваат самите производители, тие не се сметаат за возила кои одат на независен електричен погон. И тука е поентата на она што регулативата го дава. Да. Ослободени или ќе имаат 50% намалување сите возила кај кои користат електричен погон. Значи како засебен. Да. Бидејќи ти најдобро знаеш дека полнењето на тие батерии кај тие обични, ајде да ги наречеме сега хибриди, се прави со работа на моторот за внатрешно согорување. Што од друга страна не го демотивира загадувањето на средина, животната средина. Тие мотори се тие мотори се со голема кубикажа, најчесто имаат појаки, кај кои просечната емисија на јаглерод диоксид исто така е доста висока. Така да ако дозволиме преголеми ослободувања тука, ништо не сме направиле со мотивирањето на таа еколошка компонента. Дека треба да се мотивираат и да се поддржат еколошките технологии, но една паралела. И јас се сложувам со вас, мајлд хибридите, односно оние хибриди кои имаат 48 волтен систем, не треба да се третираат како хибридни возила, бидејќи батеријата која ги ја собира кинетичката енергија, ја емитува за одржување на електричните склопови во автомобилот. Но не се сложувам со вас по прашање на обичните хибриди, односно на хибридите кои користат мотор за внатрешно согорување, бидејќи со електричните возила, ако гледаме објективно, ние само ја мигрираме загаденоста од град во периферија. Зошто? Бидејќи моторите на внатрешно согорување служат како генератори и има емисија на штетни издувни гасови во градските средини или на автопатиштата, но плагин хибридите, за да се наполни нивната батерија, користат електрична мрежа која загадува. Како загадува? Рек Битола за производство на 1 киловат час емитува негде околу 2200 грама CO2. И тука тоа го зборувам јас, мигрирањето на загаденоста, а не избегнување на загаденоста. Јас тука не би се сложил комплетно во кој контекст. Значи, работата на како ќе бидат распоредени тие полначи и како ќе се доаѓа до таа енергија која ќе ги полни и сето тоа е веќе стратегија на државата која верувам треба да биде сеопфатна, каде што ќе бидат сите вклучени и на тој начин ќе се дефинираат работите. Меѓутоа, она што е кај обичните хибриди и сето тоа, тука знаеме дека, како што рече ти батериите и сето тоа се користат од една страна што е повеќе мислам дека им е од корист на граѓаните за намалување на потрошувачката на горивото. Да. А во суштина емисијата на јаглерод диоксид ќе ни остане иста и пак нема да направиме некое позначајно влијание врз загадувањето. Меѓутоа, од друга страна, секако остануваат алатките во владата на Република Северна Македонија околу одредени субвенции при набавка на било дали ќе се одлучи на електрични возила, значи зборуваме субвенции на нови возила. И во тој контекст законот тука мотивира како кај такси компаниите при набавка на нови возила за дејност такси ќе им се повраќа 20% од данокот, додека кај оние кои користат комби
за собствени потреби и за такси превоз, кај нив е 80%. И онаа неправда која ја исправаме е во однос на возилата за брза помош и погребалните возила, кои се комплетно ослободени од плаќање на данок, и исто така би ги спомнал и олдтаймерите, кои секако се ослободени од плаќање на данок за моторни возила. Ова се убави вести што ги наговестивте. Уредбата или правилникот за висината на оданочувањето ќе го имаме наскоро. Тој треба да биде представен пред Тој мора да биде нова година. Со денешното усвојување на, се надевам дека ќе помине на пленарна седница, со денешното усвојување на законот за посебен данок на моторни возила и неговото објавување во службен весник, може одма да се пристапи, бидејќи драп верзии се веќе изработени во Министерството за финансии и за правилникот и за уредбата, и да влезат во владина процедура каде ќе бидат донесени, и едниот ќе биде потпишан од страна на министерката, правилникот, а уредбата ја носи владата на Република Северна Македонија. И тука се опфатени, и затоа не можеме да навлегуваме во некои дискусии околу висината на коефициентите и како биде. Можеме да кажеме општо дека намерата е да ги мотивираме набавката на поеколошки возила, а да демотивираме набавка на нееколошки возила. Земајќи ги нормално во предвид сите социјални аспекти кои ги има во Република Северна Македонија, и тука можда би напоменал дека е планирано во самата уредба да има и одреден календар на зголемување на коефициентите, односно во наредните години да уште повеќе демотивираме набавка на нееколошки возила. И веруваме дека со тоа ќе се направи некое реструктурирање на самиот пазар на возила, односно во однос на староста на возниот парк. Јас како жител на Македонија искрено се надевам дека дека оваа влада и идните влади ќе одржат конзистентност во одлуките во интерес на граѓаните. Јас ви благодарам, господине Танасовски, за вашето учество во Автомагазин. Ние само ја загребавме површината на проблемите, но се надевам дека во следните емисии ќе имаме шанса да ги објасниме уредбите за екстра даночење, кои ќе бидат донесени во Добро, јас не би рекол екстра даночење, него е посебен данок, односно во земјите на ЕУ дури го нарекуваат и аглероден данок, затоа што значајна компонента е емисијата на CO2. Ви благодарам на исправката, но сепак јас народски сакам да ги поставам работите. Ние продолжуваме со Автомагазин, она што го најавивме на самиот почеток.